mktenis.mk денес има чест да разговара со државниот шампион во тенис во женска конкуренција Катарина Маринковиќ. Катарина, ти потекнуваш од тенисирско семејство. Кои беа твоите почетоци? Па да, мојот татко е тренер и логично е како и тој, јас да продолжам со тенисот, како и мојата постара сестра. И на 7 годишна возраст почнав официјално да тренирам тенис, но претходно многу време проаѓав тука во тенискиот клуб каде што работи татко ми и се навикнував полека на таква средина. И како што кажав, почнав на 7 годишна возраст, значи веќе 9 години константно тренирам. Кажи ни нешто и за твоите две сестри. Па вака, имам една постара сестра која е 2 години постара и таа како и јас, како мала почнала да се занимава со тенис, интензивно се занимаваше, имаше забележителни резултати, но од кога се запиша на факултет, запиша медицина, го запостави малку тенисот, бидејќи е навистина тешко, но се уште знае од време на време да игра. Помалата сестра сега има 9 години, тренира исто така тука во детските групи и почна, имаше освоено голем број на детски турнири во зелен тенис, тренира, па ќе видиме, се надевам и она ќе биде успешна. Сега си државен шампион. Кажи ни нешто повеќе за учествата и резултатите на државните првенства. Државните првенства се најважните турнири во текот на годината, значи има голем број на отворени првенства, но државните се тие кои официјално ќе покажат кој е најдобар во државата. Оваа година, 2015-та, и минатата ги имав најдобрите резултати на државни првенства, со тоа што бев државен првак и до 16 и до 18 години и во конкуренцијата за сениорки, значи во отворената конкуренција. Кој е твојот највисок ранг на ЕТА и ITF? Па до сега најистакнат ранг на ЕТА ранглистата ми беше 13-та во Европа, тоа беше минатата година, значи 2014-та. Завршив 13-та на Race to Masters листата, што значи дека неколку места ме делеа од мастерсот кој се играше во Италија. Првите 8 играчи играат. До сега немав некои позабележителни успеси на ITF турнирите, бидејќи не им бев многу посветена, сепак допрва ќе почнам со нив, имам уште 2 години. Оваа година завршив околу 700-то место, ми се чини на ITF ранглистата, што не е многу добро, но не е лошо, поради тоа што конкуренцијата е многу поголема. Кои позначени успеси можеш да ги издвоиш од твојата досегашна кариера? Па најзначајна година ми беше 2014-та, како што кажав, кога завршив 13-та во Европа. Тогаш бев со 2 титули на европски турнири до 16 години, имав едно финале на втора категорија, четврт финале на прва категорија во Софија, имав уште едно полуфинале тука во југ во Скопје, значи значителни резултати на европски турнири кои ме донесоа на тоа место. Кои се твоите планови поврзани со иднината? Па пред се план ми е да останам во спортот по секоја цена, ради тоа што сепак со школа е потешко од како тргна во средно училиште, бидејќи сум во Јосип Брос и морам да одделам време за школата, но сакам да останам во спортот и секогаш пробувам да дадам максимум кога тренирам, да тренирам најдобро што можам и да одделам време секогаш за тенис. Нормално во летната сезона тренизите ќе бидат поинтензивни и ќе се обидам да дадам се од себе и на понатамошните турнири, па ќе видиме каде ќе ме однесе тоа. Твојот татко е тренер, но кај многумина тоа не е така. Како сметаш дека треба да се постават родителите на јуниорите? Па, јас би рекла дека тоа што татко ми е тренер е предно за мене во тенисот, поради тоа што тој бил и поминувал низ истото тоа што јас поминувам, ги има почувствувано истите работи, значи знае како ми е во секој миг и секогаш знае кој е вистинскиот совет кој треба да ми го даде. Значи никогаш не може да очекува од мене некои нереални работи, туку знае колку треба и колку може. Секогаш ми го дава вистинскиот совет, како што кажав. Тоа што го имам забележано кај многу родители, тоа што знаат од своите деца да бараат нешто нереално, што не би можело да се очекува, значи родителите би требало да ги знаат предиспозициите на детето и да не го притискаат тоа да прави некои резултати кои се едноставно невозможни, туку да им ја дадат слободата на децата да гледаат на тенисот како нешто пропратно низ животот, што ќе им даде искуство плюс тоа да не биде притисок дека мора да се успее, дека мора да се направи резултат, бидејќи тоа предизвикува страф и децата не можат да се ослободат и да го дадат својот максимум. Дали Катарина има хоби во кое што ужива за да се одмори малку од тенисот? Па, како и сите деца, уживам да слушам музика.
малку повеќе време поминувам на телефон отколку што треба, ама тоа ми е така за забава. Нешто што најмногу го сакам е да излегувам за викенди, да проаѓам време со другарки. Секој викенд би рекла дека излегувам. Кога имам турнири знам да го намалам времето, но сепак кога и да сум со децата што се дружам со друштвото ми е интересно и тоа сакам многу. Како влијае играњето тенис во јуниорските денови на другите твои активности? Па секако дека имам помалку слободно време отколку другите деца. Имам и други активности, сепак го немам запоставено училиштето. И на тенисот едноставно гледам на нешто што ќе ми даде искуство плюс. Јас давам секогаш максимум и сум задоволна со досегашните резултати, но не сакам да испадне дека ќе го запоставам своето школо и понекогаш ми е навистина тешко. Не ми се доаѓа на тренинг, поготово кога е ладно. Не сакам да пропуштам искачање ради тренингот, но кога ќе размислам дека секој тренинг понатаму ми се исплати наредниот турнир, тоа ми дава мотивација и едноставно продолжувам да тренирам и имам план така и да остане. И доколку не е играњето тенис, која би била твојата професија? Па се уште се немам определено точно за некоја професија, затоа што би рекла дека има повеќе работи кои ми одат, но добро што јам со биологијата, ме привлекува молекуларна биологија, значи такви експерименти во лаборатории.